Се повеќе и повеќе SUV модели преку глава ни е веќе од понудата само за високи издигнати возила. Некои од вас сакаат нормален автомобил, нормален хеджбек со убави перформанси, со одлична, богата, стандардна опрема, со добра цена, добра гаранција, нешто како Hyundai i30. Тоа ќе го зборуваме во оваа епизода, но прво направете subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка, бидејќи ова е најпопуларниот и најголемиот автомобилски YouTube канал во Македонија и бидејќи со вашата поддршка можам се повеќе и поинтересни, подобри видеа да направам, а апсолутно ништо не кошта да направите subscribe, така да направи subscribe и сега да отидам да го снимиме некаде Hyundai i30. Кога ќе размислиш, кога ќе го разгледаш малку подетално, ќе сватиш дека Hyundai i30 има сосема доволни димензии за она што реално ни е потребно, еден убав компактен хеджбек кој што стварно има доволен багажен простор, има доволно простор внатре, нормално сите се сакаме малку повеќе и покомотно, но за она што е замислено е сосема доволно. Но има еден дизајн кој што можеби нема вау фактори да кажеш леле дизајнов лудило, но има дизајн кој што едноставно привлекува колку толку внимание или те враќа назад да се свртиш да го погледнеш и да се кажеш добар е. Убава агресивна предна маска, многу ми се допаѓа, особено предниот дел со оваа маска. LED светла кои што се стандард, напред и позади, целосно LED светла, убава богата опрема како што кажав. Hyundai го нуди i30 во 3 различни пакети, ова е Impression, највисокото ниво, немате друго што да додадете тука. Буквално се што може да се понуди, се имаат. А многу ми се допаѓа што во сериската стандардна опрема има многу богата опрема, особено во поглед на безбедносните системи. И она што сакам да го потенцирам дека цената за стандардното ниво со сетата опрема е 27.900, додека тука во Impression е 26.900. Нормално со два различни мотори и два различни менувачи. Тука имам 1.6 турбо бензински со 150 конски сили и 7 дцт автоматски менувач. Околу бандажите би сакал можеби јас лично да одам со еден број поголеми, можеби и два, но искрено добар дизајн на тркало, убаво изгледа, ми се допаѓа оваа зелена боја која што изгледа малку по премиум. Убаво, дефинитивно убаво, можеби во одредени моменти надвор, можеби не толку, повеќе внатре, би сакал да е помодернизиран, посовремен, но сето она што го има добро функционира. Најмногу од се кажам дека треба да се модернизира од причина што ги имам погледнато сите останати модели на Hyundai кои што се малку генерацијски понови и i30 е генерацијски поназад за разлика од некои други модели кои што ги има Hyundai во моментов, и затоа би кажал дека одредени работи можеби треба да се модернизираат како изгледаат, не како функционираат. Во поглед на функционалност е многу добар. 10.25 инчен екран од инфозабавниот екран и 10.25 инчен екран исто така, истата големина пред возачот. Добра графика, добри дизајни, би кажал, многу добра респонзивност на самите екрани, добри читки информации кои што се потребни, но ако споредуваме што Hyundai исто така нуди, може би посакал нешто помодерно да биде. Но особено сум фан на тоа што имат оставено физички копчиња. Ова е од една ера каде што се уште физичките копчиња беа хит и се уште се, но едноставно не слушаат одредени производувачи, но физички копчиња кои што лесно и едноставно се доаѓа до сите функции кои што ви се потребни, екран кој што многу едноставен, можете многу лесно да дојдете до секоја функција. Ми се допаѓа што имате неколку различни дизајни тука пред возачот на тој екран кој што можете ги комбинирате да ги користите. Јас сум фан на овој класичен дизајн и тука секој пат го оставам. Во поглед на опременост е стварно многу богато опремен. Имате бежичен полнач кој што се доплаќа тука во, мислам, го имате во ова Impression ниво, два USB порта, едниот Type-C, другиот Type-A, имате Apple CarPlay и Android Auto, но морате да ги поврзете со кабел. Тоа е една критика искрено. Drive мода, кој што малку подоцна ќе ја објаснам, две остави за шишиње тука доле, кои што се супер практични искрено. Имате уште една остава која што јас ја користам најчесто за телефонот, инаку ова остава за шишињата се затвара, што е доста кул. Под наслонов за раката имате 12 волтен приклучок за струја и една остава која што
сосема окей и овој наслон оди напред назад што е супер. Во самите врати има уште неколку остави што е добро. Самиот волан има убави читки информации и контроли кои што можете ги искористите. Тука имам и лопатки од менувачот, бидејќи имам 7 степен дуал клач автоматски менувач во овој пакет и многу безбедносна опрема. Што ќе ја кажам за кратко, но ајде сега да видиме позади колку простор има, бидејќи тука седиштата во моментов како сум наместен многу ми се допаѓа, бидејќи можам убаво ниско да се наместам да седам, имам доволно добри контроли за воланот напред, назад, нагоре, надолу да се наместам како што ми треба. Најде да видиме тоа како резултира позади. Гледано во поглед позади возачкото седиште или во моментов позади мојата возачка положба, онака јас како што се наместив да ми биде удобно, имам доволно простор за нозете. Не е нешто спектакуларно, но имам сосема доволно простор, речи си 3 прста позади седиштето. Така да доволно добро, за главата исто така имам одличен простор, не се буткам, не ми е нешто тесно, имам простор за нозете доле да ги бутнам под седиштето и да ми биде уште поудобно, што е добро. Доле нема нешто превисок тунел, но е широк и седењето на средниот дел можеби ќе биде проблем кој ќе седат тројца патници, на таков начин ќе треба се отурнат нозете, можеби странично можете да ги ставите нозете, но два USB порта Type-C тука доле, имате отвор за вентилацијата што е супер, бидејќи имате двозонска клима. Исто така ни остави тука во вратата, остави ки самото седиште, многу достапни ISOFIX куки што е многу битно особено за едно фамилиарно за една фамилија која што ќе го гледа ова возило како фамилиарно возило, наслон за раката со 2 остави за шишиња и скибокс. Тоа ќе дојдам за кратко кој ќе се профилиме позади и уште една практична убава работа што освен што имаме кука тука за овој дел на страниште, имаме кука и горе, бидејќи секој пат плюс кука не е на одмет. Така да просторот за седење тука позади е очекуван за еден хејчбек, но багажниот простор е 395 литри багажен капацитет, што мислам дека сосема доволно, пак ќе кажам за овој тип на возило, можете си поставите неколку куфери, да отидете на патување. Ми се допаѓа што под оваа даска имате резервно тркало, но и околу резервното тркало можете да си поставите уште некои други ситници, да едноставно да искористите што е можно повеќе од капацитетот на багажникот. Лево и десно има уште некои ситни остави, јас ги користам за средства, што е супер. Куки за качалки и ми се допаѓа што куки има на самата даска, што можете убаво да ги допрецрстите се што ќе носите. 12 волтен приклучок за струја, скибокс. Ако носите ски, зимувате или нешто друго подолго што треба да пренесете, можете да го спуштите и од тука да си ги поставите сите тие работи. Нема превисока разлика во ивицата на браникот односно ивицата на браникот со самата даска, што е добро, го леснува отварањето и стоварањето на самиот багаж. Ми се допаѓа отвореноста на вратата, убав агол, не ви пречи при товарање и стоварање, така да добар багажен простор кој што можете го искористите за секоја намена кој што ќе замислите за овој тип на возила. Сега да видам како се однесува Hyundai i30 со овие перформанси. Да, верувам дека првото прашање е околу цената, 26.900 во ова највисокото ниво, 27.900 во она почетно ниво. И знам дека ќе си кажете, ама Кирил, знаеш ли дека за тие пари си ни презентирал SUV, многу популарни се сега во моментов, некои знаат да имате некои повеќе додатоци, не знам, панорама, ладење на седиште и така натаму. Да, точно е, треба да се размисли тој момент, но ако ви е досадено тие модели, ако сакате нешто вакво, а малите градски возила веќе ви се прескапи, бидејќи реално малите градски возила ја имат оваа цена што има и тука, 26.900 со 27.900 и третиот, односно средниот пакет е некаде околу 24. Реално Hyundai i30 се истакнува тука во тој момент, бидејќи стварно има богата палета на опрема, особено безбедносниот момент кој што искрено ми е многу битен да ви го нагласам, бидејќи можеби тоа е она што е најинтересно тука. Доста богата опрема, доста богата стандардна опрема во поглед на безбедносните системи, сите безбедносни системи, освен во ова највисокото ниво добивате адаптивен темпомат кој што ги чита сите сообраќајни знаци и се прилагодува на нив, што е многу интересно и многу добро, многу практично. Искрено ја извозев, речи си, пола Македонија деновиве, низ град, низ Скопје особено, исто така пробував
гледам дека системите стварно добро функционираат. Веќе неколку пати претходно сум кажал со Hyundai дека безбедносните системи се врв, многу добро функционираат и во цела нивна групација, но тука би истакнал дека стварно се многу позитивен елемент, особено дали град, дали на автопат, секаде функционираат апсолутно добро и апсолутно многу ви помагаат, да особено за Safe City ве заштитуваат за било какви казни, бидејќи може да си го прилагодиш темпоматот, дали на лимитер, дали на cruise control, да се задржува на сообраќајните знаци кои што ги чита. И тоа е многу опуштено, бидејќи сам си ги чита знаците, сам си се прилагодува според нив и јас сум рад, знам дека имам сигурност во поглед на колку сум јас безбеден внатре пред се, бидејќи автоматски кочи ме задржува лента и така натаму сам управува, но од друга страна и знам дека нема да направам белја во поглед на брзина, да сам ќе ме спречи од сето тоа. Така да во тој поглед дефинитивно во овој сегмент е можеби најбезбедниот автомобил за оваа цена и со системи кои што не само да ги има, туку како функционираат. Многу добро. Секако тука и овој сензор кој што аз го кажам, сензорот на девојка ми кој што секој пат ме гледа и го прати погледот на очите во секој момент без разлика што носите наочари. Убаво ве прати и не е досаден од друга страна, бидејќи одредени брендови знаат да бидат доста досадни со овој системи, да титка цело време на мало вака вртење, знае да титка. Тука е многу едноставен, убаво ве потсетува само да ви каже Кирил, врати се со погледот кај што треба. Ако во одредени моменти на одредени кривини на автопат сакате се извозите и да не ви титка ниту еден систем, преку екранот можете тоа да го направите и автоматски да уживате во возењето без никакви од страна електронски помагала, така да тоа е исто така многу добра работа. Убава опрема, како што кажав, паркинг камери кои што супер помага паркинг камерата од позади, не е некоја најјасна графика, како што кажав и со самите екрани тука, но се сосема доволни за да ви помогнат за да се снајдете од секоја ситуација и дефинитивно и паркинг сензорите убаво реагираат на секој момент. Иако за паркинг сензорите имаме на критика, особено на автопат тоа ми се случува или во град на семафор кога ќе застанам, кога малку повеќе се доближам или ми се доближат, не престануваат да титкаат. Некаде се случува да титка, гледа дека е вклучен аутохолдот, ти стоиш и се исклучуваат паркинг сензорите. Тоа е добро. Тука тоа го нема, искрено ми фали. Сега бидејќи хетчбек и нели сакате да избегате од SUV моделите, има реално многу добра вожња Макферсон и мултилинк суспензија, убав стабилен автомобил и знаете во секој случај што се случува со тркалата, воланот, педалите, иако кочницата стварно знае да биде пресензитивна во одредени моменти и тоа ми е една критика, бидејќи извозев над 600-700 километри, го имам веќе 5 дена и не можам до ден денес да му се научам колку е сензитивен во секој момент. Во одредени моменти ќе го погледам, во одредени моменти нема да го погледам тој момент. Инаку педалата сега се супер, ми фали малку повеќе да е респонзивен во одредени моменти, искрено. Имате три различни драйв мода, еко, нормал и спорт. Во еко баш е еко, но не во поглед на економичност, туку во поглед на респонзивност на педали. Во нормал, како и сега, нормално си го возам и спортскиот режим можеби најчесто пробам да го искористам, бидејќи тогаш ми е најреспонзивен. Околу потрошувачката му е малку повисоко од она што очекував. Во урбаните средини знае да се искачи до 9,5 искрено, зависи како го возите и колку клима користите, додека комбинираното е некаде околу 7,5 на отворено, искрено спуштив околу 5,5. Се трудам и нешто по тоа да спуштам, ако внимавате може. Не зборам празен, туку со полн автомобил со патници, така да имајте го тоа во обзир. Ете една критика што малку потрошувачката му е повисока од она што искрено го очекував. Не е хибрид, нема никакви мал хибрид системи, тука е класичен турбобензинен со 150 конски сили и во поглед на перформансите не очекувам и не барам нешто повеќе во моментов. Да беше некоја N верзија, да, би сакал и звукче да чувам и се. Но ќе се вратам на суспензијата, малку ме изненади што позади, особено кога сум празен, како и сега, и особено вака низ град,
на шахти знае амортизерот премногу да го слушам. Не отскокнува, не се чувства тоа внатре на суспензија, на удобност, на комфор, ама на звук многу се слуша. Искрено, некој пат се прашам дали е тркалото резервно да ми отскокнува, ама повеќе се слуша како амортизер, така да тоа ќе го дадам како критика. И што менувачот знае во одредени моменти да клоцне, баш да клоцне помеѓу, особено во моментите кога се буни дали е прва, втора брзина и особено на мало горнина, на многу мало горнина, знае така да ве клоцне. Тоа ми е една критика, дефинитивно со некој ремап на менувач би бил фантастичен. 7 степен dual clutch, дефинитивно еден од подокажаните менувачи. На автопат немам никакви приметби, особено тука имам лопатки, функционира безпрекорни и можеби некој пат и почесто ги користам бидејќи е многу пореспонзивен на таков начин, а и си го користам за моторно кочење, си добивам, така да во секој момент многу е добро што ги има овие лопатки тука позади. Тивок автомобил, доста тивок, немам никакви приметби околу комфорноста, удобноста. Искрено сакам јас хетчбек модели бидејќи ја имам контролата на возилото, имам убав одговор од возилото назад. Сосема доволна големина и кога ќе споредам дека мал градски автомобил добивате за оваа цена, а не сакам SUV да возам низ град, така да добар автомобил, убава опрема, како што кажав, можете се да искористите, имате сопствена навигација што е сосема интересно бидејќи можете да искористите навигација од вашиот телефон со поврзувањето на екранот. Мора да биде тоа преку кабел, иако имате и Blue Link апликација, можете и на таков начин, но едноставно да имате сопствена навигација во одредени моменти искрено и помага. А и убаво се седи искрено. Од возачки аспект, мене седиштето ми е доста удобно, ми се допаѓаат овие делови тука на долниот дел од седиштето што се малку поиспакнати, убаво, комотно, можеби материјалот би го променил со нешто друго. Мислам дека брзо би се валкал, бидејќи е некој како мокра ликра и во одредени моменти знае малку повеќе да ми испоти искрено. Но многу ме интересира ваше мислење, што мислите за цената од 26.900 евра. Имате на ум дека имате 5+2 години гаранција со неограничен број на километри, тоа дополнително дава една сигурност, сепак станува збори за Hyundai, доста сериозен бренд. Но ме интересира ваше мислење за цената, за хетчбек категоријата. Некако хетчбек стана уште една алтернатива, ако го разгледувате одредено возило, прво беа приоритет. Жал ми е искрено што седаните и хетчбек моделите дојдат до ваков момент, а се фантастично добри возила. Особено во градски средини со оваа компактна големина која што има, ми е идеален, не сосема ке идеален ми е, така да баш ме интересира ваше мислење, ме интересира за Hyundai i30 што мислите и со што би го споредиле на крајот на денот и дали овие делови кои што кажав јас дека треба да се модернизираат малку, дали вас ви пречат. Така да пишете ми во коментар, направите сабскрайб, бидејќи пак ќе кажам, некој што ништо многу ми значи и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао, дечки!